Поздрав до вас, почитувани гледачи. Вие сте со уште едно издание на емисијата од наш агол. Јас сум Лилјана Георгиева. Војните жаришта по правило продуцираат миграција на населението. Безбедноста на поединецот и екзистенцијата ги принудуваат луѓето да најдат нова средина во која ќе го продолжат животот. Сирија, Ирак, Авганистан и некои африкански земји се жариштата од кои илјадници луѓе се упатуваат кон Европа во потрага по безбеден и економски подобар живот. За предизвикот што стои пред европските земји кои имаат обврска да се справат со оваа голема преселба, истражуваше колешката Јана Залева. Европа се соочува со сериозен предизвик. Како да се реши проблемот со мигрантите од Азија и од Африка? Оние кои се противат на планот на ЕУ за релокација на илегалните мигранти според утврдени квоти во земјите членки на Унијата се лицемерни, смета председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Со планот се предвидува 40.000 илегални имигранти, кои во моментов се наоѓаат во Италија и Грција, да бидат префрлени во сите земји членки на Европската Унија според квоти утврдени врз основа на големината и потенцијалите на секоја држава. Меѓутоа, десетина источни европски земји членки на Европската Унија, како и Шпанија и Португалија, не се задоволни од предлогот на комисијата и според дипломатски извори во Брисел вршат притисок прифаќањето на имигрантите да биде на доброволна основа, а не задолжително. Доколку биде прифатено таквото барање, постои опасност најголемиот број од имигрантите и натаму да останат во Италија и Грција. Во исто време, Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци, УНХЦР, предупреди дека се поголемиот број илегални имигранти, кои по купнен пат се обидуваат да стигнат до Европа преку Балканот, се изложени на зголемени закани од насилство, злоупотреби и несреќи на железничките пруги по кои се движат. Според УНХЦР, напоредно со зголемувањето на бројот на имигранти, од кои повеќето се од Сирија, Авганистан, Ирак, Еритреја и Сомалија, се зголемуваат и ризиците по така наречената западно-балканска маршрута. Податоците на УНХЦР укажуваат дека бројот на имигранти кои најавиле дека имаат намера да бараат азил во западно-балканските земји се зголемил од 5.000 во 2012 на 20.000 во 2014 година. Според УНХЦР, положбата на имигрантите кои минуваат низ Балканот е особено тешка, затоа што се движат по железнички пруги и планински патеки, при што се изложени на опасност да бидат удрани од возови, да станат жртви на невремиња и други природни непогоди или да бидат злоупотребени од шверцерите на луѓе и криминалните групи. Добронамерните се обидуваат да им помогнат на мигрантите, но без при тоа да се само рекламираат, што укажува на нивната искреност. Нормално е да им се помогне на овие луѓе, но при тоа не смее да се заборави на опасноста што може да дојде со нив. Подолг период од научен аспект со оваа проблематика се занимава мојот вечерашен гостин, доцент доктор Златко Николовски, инаку вработен во Министерството за внатрешни работи како главен инспектор во Националниот координативен центар за гранично управување, и господинот Дејан Ивковски, раководител на одделението за миграција, азил и хуманитарни помошти при Министерството за труд и социјална политика. Добро вечер и добро дојдовте во вечерашното издание на емисијата од наша агол. Добро вечер. Да. Професоре, за да нема нејасноти на самиот почеток, иако верувам дека на јавноста веќе е познато, меѓутоа од аспект на теоријата да ги разјасниме овие два поими азиланти, мигранти. Добро, генерално терминот мигранти, односно миграции ги покрива сите други термини, значи како општо прифатен термин. Генерално и она што ги викаме азиланти, и тие се мигранти. Да. Врз основа на класификација после на тој термин, произлегуваат онаа друга терминологија што се употребува во миграцијските процеси. Значи, имиграција, емиграција, азил како посебна категорија или азиланти како посебна категорија на мигранти, од причина што се категорија на лица кои се заштитени согласно Женевската конвенција од 1951 година за статусот на бегалците и протоколите 1967 година, исто така во врска со статусот на бегалците. Што се однесува до терминот мигранти, значи миграција, подразбира секое преселување на луѓето од едно место на друго, кое може, рековме, да се класифицира, може да биде законска, незаконска, времена, трајна, натрешни миграции, меѓународни,
Така да разликата е во тоа што кај азилантите, значи се работи за посебна категорија на луѓе кои се меѓународно, значи што имаат меѓународна заштита, од причина што во земјата во која, значи не се наоѓаат во моментот, имаат закана по животот поради верска, национална, евентуално припадност на социјална група или евентуално демократски сваќања кои ги имале, но во моментот доколку се вратат, животот им е во опасност. Значи, тоа е категорија која подлежи на меѓународна заштита. Да. Господин Ивковски, луѓето кои во моментов се спомнуваат во телевизиските извештаи, со каков статус се? Азиланти или мигранти? И кои се практично ингеренциите на Министерството за труд и социјална политика, бидејќи се чини дека и тука се создава одредена забуна, нели мешање на ингеренциите, што е она што е во надлежност на Министерството за внатрешни работи, а што во ваша надлежност? Така, благодарам првично за можноста да можеме еве вака низ една дискусија да ги дефинираме надлежностите на институциите во државата. Јас би кажал дека согласно постоечката законска легислатива во државата имаме закон за азил каде што се дефинирани кога едно лице ќе добие соодветен статус. Значи тоа е меѓународна заштита каде што согласно колегата Латко што кажа дека тоа е согласно Женевската конвенција и протоколот, дефинирани се 5 критериуми по однос на кој одредено лице бара меѓународна заштита, доколку се исполнети тоа го добива. Лицето согласно оние препораки на Високиот комисариат за бегалци кажува дека е бегалец од моментот кога се појавува стравот кај него. Меѓутоа законската легислатива во државата кажува дека тој е бегалец од моментот кога ќе поднесе барање за признавање на право на азил во државата. Како се поставени работите во државата, значи Министерството за внатрешни работи е одговорно за постапката, додека Министерството за труд и социјална политика е одговорно за сместувањето и понатомошните задоволување на одредени потребштини на овие лица кои што поднале барање за меѓународна заштита. Значи, барањето за азил согласно законот за азил се поднесува на граничен прием, првата полициска станица или во самото одделение за азил при Министерството за внатрешни работи. По примање на тоа барање, лицето се сместува во прифатен центар за баратели на азил, која е една од 9 јавни установи на Министерството за труд и социјална политика, каде што ние обезбедуваме сместување, исхрана, здравствена заштита, психосоцијално советување и така натаму. Рековме, каков е случајот со овие луѓе? Очигледно е дека не станува збор за луѓе кои го регулирале својот статус. Затоа реков, бројките покажуваат одредени движења. Ако 2006 година кога се отвори центарот, бројката беше 30-тина, значи на годишно ниво, ланската година бројот на баратели на азил поминати низ нашата установа е околу 1304 лица. Тие се воглавном од Сирија, од кризните жаришта. Затоа реков, повеќето лица поднесуваат повеќето. Одреден број на лица поднесуваат барање, меѓутоа, како што и колегата Златко кажа, ние сме се уште транзитна земја, значи не сме нивната крајна земјана дестинација. Да, токму тоа беше. Веќе моето следно прашање, практично знаеме ли од каде доаѓаат овие луѓе, бидејќи Amnesty International практично целата оваа ситуација ја квалификува како најголем екзодус практично по Втората светска војна. Знаеме ли која им е крајна за дестинација? Бидејќи споменавме дека сме транзитна земја. Добро, генерално, значи, веќе дефинирани се правците и изворот од каде доаѓаат, причините исто така. Значи, дека е најголем екзодус, ние минативе години исто така имавме и други вакви, значи, движења низ нашата држава. Значи, ние не можеме да ги заборавиме исто така бегалската криза од Косово, по 90-тите години, значи, од Босна, па да не заборавиме и дека еден период имавме исто вакво движење, можеби во помал обем, во правец север-југ, кога романците уште не беа влезени во Европска унија, па се движеа према Грција. Но генерално ова е нешто друго. Во моментов, значи, се соочуваме со движење кое извира дефинитивно од Пакистан, Авганистан, Сирија, Ирак, онаму каде што последниот период, значи, интензивно се водат и жаришта. Тоа е онаа траса рута која ја користи Македонија за да стигне до државите на Европска унија и онаа која прави во моментов најголем притисок, нели, на овој регион. Но во моментот постои уште
еден правец, значи тоа се движење на мигранти од правецот на Северозападна Африка преку Либија во правец на Италија. Разликата меѓу двете рути е тоа што ваму се користи воден пат, значи со чамци, бродови и слично, а оваа рута која доаѓа преку Македонија, значи претежно по копнен пат, ја користат Турција. И со најразлични средства и ја користат и водената рута, значи дефинитивно влез најпрвен во Грција. Така да во моментов овој правец е најоптеретен и најголемиот број од тие луѓе протекнуваат во моментов од Сирија, значи затоа што знаеме дека таму се разгорија борбите со милитантните групи и тоа мислам дека ќе трае. Да. Со лицата со кои што вие веројатно веќе сте разговарале како министерство, имате некакви сознанија кои причини ги наведуваат, за нивното напуштање на државата, безбедноста или можеби и економските аспекти? Во главном овие лица кои што министерството има контакт со нив ги наведуваат стравот за нивниот живот, значи тие се првичните стравови кои што ги искажуваат во разговорите што ги имаме со нив. Оно што го наведовте, согласно статистиките на Високиот комисаријат за бегалци, навистина представува втора по големина најголемо движење, односно број на поднесени барања на ниво на свет. Значи, ако најголемиот број беше околу 900.092 година, значи ланската година таа бројка достигна 886.000 на ниво на целиот свет, каде што е негдека за 45% зголемен број на поднесени барања во текот на прошлата година. А во однос на оние кои се крајни дестинации на овие луѓе, значи самата статистика ги кажува бројките во однос на земјите каде што има најголем број поднесени барања, тоа во моментов се Германија и Швајцарија. Не заостануваат и другите европски земји, например Турција која е прва земја со негдека 87.000 и повеќе поднесени барања. Секако, значи, голем број од нив ги исполнуваат критериумите согласно Женевската конвенција, бидејќи имаат основан страв по безбедноста на нивниот живот поради состојбата во земјата на нивното потекло. Бидејќи споменавме дека од прилика може да се детектира која им е крајната дестинација. Во моментов Советот на Европската унија нема консензус за тоа како ќе ги распредели практично мигрантите во земјите членки на Европската унија, но едно е јасно како што споменавме дека најголем дел на европско тло стигнуваат во Грција, Италија, Шпанија и во помал број на Малта. Па добро, видете, значи они немаат во моментот консензус. Јас би рекол дека проблемот не е од денеска. Европската унија, мислам дека некако, иако неоправдано, е затекната со оваа ситуација на толку голем бран. Иако Европската унија, значи, има посебно властена агенција за контрола на надворешните граници, Frontex, значи мислам дека Европа требаше малку навреме, да речам, да преземе оперативни мерки за заштита на надворешната граница, но сега е ситуацијата сосема поинаква. Сега имаме револт, да речем, од одредени држави на Европската унија кои се на надворешната граница и се чувствуваат заборавени во поддршката, односно реагираат за, да речем, не на време нададена логистика од Европската унија за заштита на надворешната граница. Ако земеме Италија да кажеме дека е најнападната, дефинитивно е најнападната, исто така и Грција. Но тука се отвара едно друго прашање. Дали може би треба Европската унија да го земе целиот товар на грбот или може би навреме Европската унија испорачувала средства финансиски према овие држави, па овие неодговорно се однесувале со парите што ги добивале. И практично неподготвени се соочуваат. Знаеме дека огромен, да речеме, огромни средства се даваат на годишно ниво во Република Грција за заштита на надворешната граница. За волја на вистината, Република Грција направи некои обиди да ја заштити границата, поставувајќи жица со границата со Турција, за да го сопре бранот на мигранти уште пред 2 години.
но очигледно жицата не им помогна, така да потребни се малку посериозни зафати во координација со Frontex како властена агенција на Европската Унија. Така да дефинитивно проблемот е голем. Голем е од причина што овие држави сега бараат и релокација на мигрантите во други држави на Европската Унија. Тука се јавува сега спротивставени мислења од другите држави кои кажуваат дека имат пак друг проблем сега во Европската Унија. Не со мигранти кои сега влегуваат од надворешната граница, туку имаат проблем со внатрешните раселувања на мигранти на држави кои веќе се членки на Европската Унија. Она што го вика Велика Британија социјален туризам или преместување на престојот, промена на престојот во државите каде што повеќе се исплатува социјална помош. Значи, дефинитивно мислам дека... Имаме ли состојание колкава е бројката еве токму на оние кои што практикуваат таков социјален туризам, нели, кои многу често ги пременуваат границите за да стигнат? Добро, точната бројка јас не ја знам, очигледно следејќи ги реакциите. Дали е поголем бројот на тие, нели, кои што дефинитивно што на Велика Британија, значи како сериозни прашања на влада ги разгледува тие прашања, значи и реагира према Европската комисија за таков вид на прашање, очигледно дека бројката е голема. Кога една толку развиена држава кажува дека притисокот е голем, значи дефинитивно бројката е голема. Но од друга страна исто така е многу голема бројката на мигранти кои веќе секојдневно пристигаат и се уште пристигнуваат и не се знае кога воопшто на европското тло. Да. Предпоставам дека сте со сличен став. Да, јас би се надополнил на Златко врз основа на тоа што за волја на вистината Европската Унија го има уредено ова прашање со директива. Значи, во случај на масовен прилив, таа директива од 2001 година и уште една директива од 2006 година за споделување на одговорност. За волја на Зошто тогаш впечатокот дека сепак затекната? За волја на вистината, значи, они имаат и посебен фонд, уреден уште еднашка со одлука. Сега приказката на мигрантите и позитивното и негативното од нивното присуство во државата, секоја земја членка на Европската Унија го разгледува поинаку. Знаеме, значи, блиските земји до земјите каде што се војните во моментот, кажуваат дека големиот број на бегалци ја уништуваат нивната економија. Предпоставката се надоврзувам на претходниот разговор дека овој социјален туризам, движејќи се од една земја во друга и неможноста или несакањето за интегрирање во општеството ја прави одбивноста према овие мигранти. Значи не само Англија, земете пример и земете ги нордиските земји, значи Норвешка, Данска, значи и тие го имаат истиот проблем со лица кои што се подолг период кои што одбиваат да се интегрираат во општеството. Да. И единствено се дојдени со цел веројатно да ги користат овие социјални бенефиции, не придонесувајќи во економијата на тие општества. Да. Факт е дека поголем дел од мигрантите кои што во моментов влегуваат во Македонија е преку нашиот јужен сосед, вие го споменавте. Колкав е бројот на сите оние кои што нашле начин и форма, нели, илегално сепак веќе да влезат во земјава. Веќе сведоци дека на дневна основа бројката... Иако сами кажавте дека, нели, Грција се обидува на сите можни начини да ја обезбеди својата гранична линија. Така, значи тука е апсурдот што фактички ние како Република Македонија имаме проблем со влез на мигранти кои влегуваат од Европска Унија кај нас. Земја членка, да. Земја членка на Европска Унија. Значи сега каде е проблемот? Што се случува со Европска Унија? Зошто потфрлила во оперативното покривање и заштита, техничката заштита на границата? Инаку што се однесува до бројката, таа дефинитивно од ден на ден се зголемува, значи може би непотврдени податоци кажуваат дека над 1000 мигранти дневно веќе транзитираат низ Република Македонија, 99% влезени од јужната граница, која искрено кажано мислам дека нашиот јужен сосед дефинитивно не ја обезбедува. Тука е и проблемот. Република Македонија, значи во овој момент со сите други соседи има добра соработка, дури има воспоставено и контакт центри, контакт точки,
на граничната линија, па дури и мешани патроли. Значи, но џабе сето тоа ако јужниот сосед како ако европска се нема волја, нели, при тоа како европска да се држава спречи ги таквата отворила појава. вратите без контрола. Дури нашите сознанија говорат, моите сознанија говорат дека на северниот дел на Република Грција толку е слободно да прошетате што буквално како да нема никаква контрола нити полиција, така да бројката се зголемува и веќе мигрантите ја користат оваа рута како потврдена и најбезбедна. Затоа Македонија дефинитивно ќе биде и понатака значи главна рута на движење на Каква е соработката на Министерството ТВ со останатите земји од регионот и земјите членки на Европската унија во обидите за надминување на севкупните проблеми кои што практично не тиштат сите? Без разлика дали сме така, на почетокот ги дефиниравме одговорностите, односно компетенциите на министерството, така да Министерството за труд и социјална политика е задолжено за внатрешниот дел, односно за обезбедување на задоволување социјалните потреби на овие лица и нивна понатамошна интеграција доколку одлучат да поднесат барање и да чекаат конечната одлука, како што е случајот со лицата од кризата 99 година од Косово, дека во моментот имаме околу 525 лица кои што имаат статус на лице под субсидијарна заштита, односно мал број на лице со статус на признаен бегалец, и Министерството се грижи за нивната интеграција во општеството. Значи за овие лица нешто работиме, изготвуваме индивидуални планови за интеграција така натаму и така натаму. Во делот на соработката со регионот ние мора да кажеме дека се подпираме на меѓународните организации, пред се на Високиот комисариат за бегалци, каде што имаме одреден број на средби со регионални средби каде што нашите колегите од нашата област со посредништво на Високиот комисариат за бегалци дискутираме за темите кои што се од заеднички интерес. Да. Пред да се сврнеме на актуелните состојби во земјава и миграцијските процеси, господине Николовски, колков сегмент од ова што сега го говориме вие го предвидовте во веќе објавениот труд миграции уште во 2010 година? Добро, јас многу одамна значи ги следам овие состојби поврзани со миграцијските процеси во регионот и во светот. Значи уште со појавата на арапската пролет, значи со тие немири се поклопи некако значи моето истражување и објавувањето на мојата книга Миграција, контраиндикации или причина за позитивни ефекти 2010 година и уште тогаш значи во некои делови на книгата јас предупредив дека Европската унија па и Република Македонија полека треба да се припреми за ваков бран. Значи 5 години не се голем период, значи тие помина, но не се ни мал, значи еве бранот е веќе се движи низ Македонија и проблемот е тоа што последните најави и мои сознанија кажуваат дека тој ќе трае. Ова од причина што последните анализи кажуваат дека во Турција, каде што во моментов е буквално врата помеѓу Азија и Европа, се наоѓаат над 2 милиони бегалци, најголемиот број од Сирија, и притисокот се уште трае. Последниве денови Турција на границата со Сирија буквално ги појача своите полициски снаги затоа што нов бран на бегалци од Сирија се движи. На средства се обиде да ја заштити. Да, и се обидува со средства различни да ја заштити својата граница затоа што веќе 2 милиона ги има. Меѓутоа дури една Турција не е во состојба комплетно, нели? Тоа сакам да ви кажам, значи една Турција со една моќна Турција, значи буквално полека се обидува да каже доста е, значи имаме преголем број на бегалци, така да кои што практично она што пред малку го кажавме, можно е да ја нарушат и мигната. Кои се потенцијални исто така мигранти кои ќе транзитираат низ Република Македонија. Така да уште 2010 година во моите проценки значи постоеше ваква анализа дека овој бран ќе стигне навака. За волја на вистината, стигна и се уште пристигнува. Да, тој трае. За волја на вистината не е само Македонија. Значи тука и Бугарија, значи под тој притисок. Рековме Италија, Малта, Шпанија и слично. За разлика од овој бран, онај другиот бран има посебни карактеристики, зборувам од Африка према Европа.
Овај бран на бегалци имаат своји карактеристики. Луѓево се добро информирани, значи сите се на некој начин со мобилни телефони опремени и ја користат мрежата на комуникација на мигранти кои веќе поминале во Европа. Само што прашањето колку ова копнена траса, да не кажеме, е побезбедна од она која што ја користат, нели, мигрантите од африканските земји кои што се обидуваат, нели, преку Средоземното море да стигнат до земјите од Европската унија. Да, дефинитивно е побезбедна за нив, но од друга страна овие што се од Африка и да сакаат не можат да дојдат од другава страна затоа што им е многу далеку, па затоа најблиската дестинација им е да се качат на небезбедните бродови и да стигнат до првиот остров Лампедуза на италијанското копно и да побараат тие причини се случија голем број на неисреки во кои што илјадници луѓе практично го загубија својот живот. Извештаите на Фронтекс укажуваат на тоа дека бројот на овие лица кои што ги користат водениот или копнениот начин да стигнат до нивната крајна земја од некој од европските го преферираат копнениот како посигурен и пред се поевтин. Да. Значи сигурноста некако е поголема доколку се движат. Значи она што колегата Слатко го напомена, значи без разлика колку и да државите се трудат да ги обезбедат граничните премини, луѓето кои што тргнуваат, ја би рекол, од мака и ја напуштаат својата земја, се подготвени на се. Значи ние имавме одреден број на случаеви, значи секој со својата сторија каде што и по цена на својот живот сметаше дека треба да стигне во земјата која што има детектирано како крајна земја на неговата дестинација. Да. Колку имаме регулирана законска регулатива околу прашањето на мигрантите или азилантите, што е оно што практично го најави премиерот, дека конечно ќе се регулира, нели, статусот, ќе се евидентираат лицата кои што во моментов се влезени во Република Македонија. Добро, генерално, значи се бара промена на, ако не се лажам, 2 члена од Законот за азил, каде што со промената ќе се овозможи престојот 72 часа за да се изрази намерата за барање на азил. Значи во моментов, како што кажавме, значи тие при самиот влез треба да ја пројават намерата, користат зелената зона или она што кажуваме преку планина движење, од причина што ако дојдат на граничниот премин за влез во Република Македонија, тие тогаш мора да ја искажат намерата, но она што претходно го кажав како карактеристика на овие луѓе, тие се добро информирани за законите и информирани се за законските можности во државите низ кои се движат. Знаат дека која искажат намерата за азил во Република Македонија, ќе имаат проблем со добивање на азил во европските држави. Затоа и најголемиот број на лицава кои се наоѓаат во моментот во Република Македонија не сакаат да искажат намерата, или пак оние што веќе искажале намерата, јас се сомневам дека желбата им е да останат тука. Мислам дека ќе најдат начин и тие да заминат. Но генерално со промената на тој член ќе се направи еден, јас би рекол, байпас, значи во делот на сигурноста. Еден коридор веројатно да се насочат. Во сигурноста, значи ќе на некој начин нема да бидат изложени на таков ризик, да се кријат, да не можат да користат превоз и слично. Но генерално ќе остане најверојатно нивното движење на крајот на излезот од државата или влезот да биде повторно преку илегално движење преку зелена зона. Јас само делумно би се согласил со тоа што ако на почетокот напоменавме дека ние сме помеѓу две земји членки на Европската унија од почетокот до крајот, имајќи ја предвид постоечката законска легислатива каде што согласно оние директиви на Европската унија, земјата каде што е изјавена првата намера мора да ја заврши постапката за азил, а имајќи го докавиот бран на луѓе кои што поминуваат на нашата држава, очигледен е фактот дека во првата земја на Европската унија целокупната постапка не е завршена. Она што се интенциите на владата со измените да ја тргнеме оваа црна слика од Република Македонија, каде што ни се случуваат сообраќајни незгоди по пругата, напаѓање на мигрантите, често пати имаме и грабежи од страна на локалното население. Се со цел, значи, овие измени се во насока да кажеме дека он нема да поднесе барање, туку ќе искаже само намера.
Значи има 72 часа од искажаната намера до официјалното поднесување на барање во одделението за азил кој што ќе биде лоцирано во прифатниот центар во Визбегово, така да лицето има 72 часа да транзитира. Значи во овој момент имаме злоупотреба од луѓето бидејќи ја би рекол луѓето кои се занимаваат со илегални работи, односно со криумчарење, трговија на луѓе и така натаму ги злоупотребуваат често пати можеби неискуството, незнаењето или заморот. Јас би рекол дека лице кој што тргнало од Сирија сака час поскоро да ја помине Република Македонија, вака им даваме еден легален основ да стигне до крајната дестинација. Доколку му е намерета транзиција во ред, доколку му е барање за азил, да не го направи тоа на граничниот премин, му дозволуваме да го направи во внатрешноста на државата. Да. Споменавме безбедносното прашање кој очигледно дека треба да се погледне од два аспекти. Значи од една страна нели колкава е безбедноста на мигрантите нели кои што поминуваат низ Република Македонија, меѓутоа од друга страна се поставува прашањето колку тие представуваат безбедносен ризик и за нашата земја. Видете, генерално, значи, во делот на колкава е безбедноста на мигрантите додека се движат, не е ништо послаба од безбедноста кога се движат низ европските држави. Бидејќи се чини дека малку поемотивно се гледаше на севкупните состојби во земјава, точно споменавме нели дека имаше одредени жртви. Да, но меѓутоа жртви еве споменавме и тоа во далеку поголеми бројки се случува и во земјите на Европската унија. Па јас ќе ви кажам, еве пред 2 седмици во близината на Атина, во најголемиот камп на баратели на азил, на 10 километри Атина, имаше поради лошите услови бунт од каде што буквално избегаа 90% од азилантите. Со денови се разбркуваше грчката полиција низ Атина. Еден мал дел успеа да фати, другиот дел едноставно не ги ни пронајде. Можеби нивната дестинација е према север. Да. Сакам да кажам дека во делот на условите многу помоќни држави од Република Македонија кои имаат многу поголеми капацитети, исто така се сретнуваат со проблеми во делот на условите за сместување, од причина што во дадени моменти едноставно бранот е голем. Значи, при такви големи масовни миграцијски движења, илегални да речем, добар дел од тие мигранти кои не сакаат да бидат баратели на азил, се дел од некаква, да речеме, криминална приказна. Или се жртви, или можеби инволвирани во некаков транспорт на луѓе, затоа што има сознанија кои говорат дека не само македонски државјани се инволвирани во криминалот, криумчарење на мигранти и слично, туку веќе има појава и на поедини мигранти кои сакаат да заработат на маката на своите сограѓани од Сирија, да речеме. Така да, во моментов еден таков дел на такви лица се наоѓа и во прифатниот центар за странци во Газибаба, што е под контрола на Министерството за внатрешни работи. Јас го разбирам, значи, емотивната реакција на граѓаните кои нели од човечка гледна точка сакаат да помогнат, и тоа е во минатото ние неколку пати сме докажале дека и се разбира нели улогата на јавноста е нели да притиска врз институциите. Апсолутно. Значи да го дадат својот максимум во ние сме докажале и при другите случаи што ги спомнавме. Да, меѓутоа сепак треба да се погледнат сите овие аспекти за кои што говориме. Има една друга ситуација која не ја земаат во обзир, дека сепак значи се соочуваме со мигранти кои доаѓаат од жариштата каде што се водат големи војни, каде што има појава на терористички организации кои се закана не само за регионот каде што се водат тие војни, туку закана и за светот и за други држави, така да ние не можеме тоа да не го согледаме како ете можеби можна да речем можно движење на такви милитантни лица кои и пред се како институции сте задолжени за безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Институции имаат обврска, значи покрај она што се вика значи делокругот на работа, значи да се грижиме за безбедноста на државата. Уште повеќе што има сознанија да од тие подрачја воени жаришта
има појава на заразни болести и слично. Значи, ние мораме да ја ставиме пред се безбедноста на државата, пред сите други интереси. Впрочем, тоа го прават и европските држави. Да. Ако ги погледнете реакциите сега на европските држави и на Унгарија, и на Италија, па да не речам и Велика Британија и Франција, значи основната поента, да речам, на нивната реакција е заштита на безбедноста и здравјето на граѓаните. Значи, секоја чест кон човечката димензија, но пред се безбедноста на државата. Меѓутоа се во рамките на своите можности. Значи, бидејќи сме веќе пред самиот крај на вечерашното издание, рековме дека станува збор за еден од практично најмасовните протоци на мигранти и низ Република Македонија. Можевме ли да бидеме малку поподготвени од аспект на подобри услови, нели, кои што можевме да им ги понудиме на мигрантите? Значи, давањето одредени услуги на мигрантите е во моментот кога тие ќе побараат меѓународна заштита. Да. Значи, на почетокот направивме на дистинција помеѓу илегалните мигранти и барателите на азил. Значи, македонското законодавство познава категорија баратели на азил, странец со регулиран и нерегулиран престој. Тие причини, бидејќи голем дел од нив, нели, сепак така, затоа реков, значи во имаат друга крајна дестинација. Да, во моментот кога било кој од овие лица кои што ги разговаравме вечерва за нив, ќе побарат меѓународна заштита на институциите се тука. Да. Значи, го спомнавме транзитниот центар, прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи, прифатниот центар за баратели на азил на Министерството за социјална политика, значи установи кои што нудат. Сега не би навлегувал во условите и така натаму, меѓутоа секогаш може да бидат, нели? Секогаш може подобро и секогаш може повеќе и секогаш се трудиме да ги напредуваме условите. Меѓутоа првиот чекор кон нештото станува збор за далеку поголема бројка од она на која што веројатно сите сме биле подготвени да ги прифатиме. Значи, ние не е далеку 99-та година кога успеавме да проучиме грижа на 360.000 лица. Да се навратиме малку поназад кога беше босанската криза на 86.000 лица од Босна. Така да, значи, Македонија има капацитети, ја би рекол, и има знаење, текот на годините не научи на тоа, да понудиме. Меѓутоа, првиот услов е некој да побара. За да понудите, треба некој да побара. Така. Овој дел само би додал, значи, прифатниот центар за странци кој деновиве на некој начин така и предмет на интерес, на медиуми, невладени организации и слично. Значи, пред 14 години, кога беше отворен, дефинитивно условите и просторот и слично, значи, одговараа на потребите што ги имавме. Беа функционални, веројатно со одреден капацитет и за прифат на одредена бројка. Така, значи, во овој момент, значи, можеби, бројката ги надминува оние, да речем, услови кои се предвидени за сместување. И мислам дека можеби искрено во тој дел треба да се размислува за зголемување на капацитетот, значи на капацитетот на еден таков објект или евентуално капацитетот што е во Визбегово за сместување на азиланти. Јас би сакал да искористам можноста, бидејќи често пати во јавноста има конфузија, значи кој е што и како е, често пати Чиф прифатен центар во чија надлежност е? Така натаму. Значи во оваа прилика би сакале да направиме дистинција. Значи прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи е центар од затворен тип. Апропо прифатниот центар за баратели на азил кој што е под ингеренција на Министерството за социјална политика, кој што е од отворен тип, и каде што мора да кажам дека во рамки на овој прифатен центар покрај тоа што е од отворен тип ние имаме и психосоцијален дел, имаме и детска градинка, имаме присуство на меѓународни организации, јас би рекол дека Високиот комесаријат за бегалци, Израелскиот сервис за бегалци, младите правници, остара се постојано присутни. Практично со еден збор, значи, не е вистина дека не им се овозможени основни услови, човечки услови, нели, како што најчесто сектор е тој што критикува доколку во прифатниот центар во Визбегово би се случувало нешто, значи први се тие невладени организации кои што се секојдневно присутни таму, кои што ќе реагираат и ќе побаруваат нешто да се смени. И кои има значајна улога, практично во обезбедувањето на само невладините услови. Високиот комесаријат за бегалци УНХЦР буквално секојдневно ја следи состојбата и во едниот и во другиот центар, така да нема што да се скрие. Ние дефинитивно се соочуваме со огромен бран кој
се согласивме сите дека може повеќе и подобро. Да. Ви благодарам што бевте дел од вечерашното издание на емисијата од наш агол. Благодарам. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте заедно со нас и ова вечер. Се гледаме следниот вторник во истото време. Пријатно.